Македонците биле познати во историјата уште од античкиот период. Во историската наука нема кој не ја познава античката држава на Филип II и на Александар III Македонски и на уште над 30 антички македонски кралеви. Во историографијата, ретко кој научник не ја познава и историјата на Македонија во византискиот и во стариот римски период. Кога би зборувале за Александар III Македонски и неговиот татко Филип II Македонски, се споменува името Македонија и македонци, дури и македонски јазик. Европската и светската дипломатија имале интерес да се занимаваат со историјата на Македонија и на македонците. Така, најстарото име за Македонија и за македонците се сретнува неколку пати уште во Стариот и во Новиот Завет. Името Македонија и македонци е регистрирано во Библијата и од апостол Павле, уште во првиот век во новата ера. Така, за време на второто Павлово патување од Азија во Македонија, а преку неа во Европа, во 51-та година од новата ера, кога ги основал првите македонски и воопшто европски црковни општини, Филиписката, Солунската и Берската, во Библијата меѓу другото било забележано. Преку ноќта Павле имаше привидение. Стоеше пред него еден човек македонец, кој го молеше: премини во Македонија и помогни ни. Павле доаѓа во Македонија, ги покрстува или ги прима во христијанство луѓето кои што биле во Солун, во Бер, во Филипи и меѓу другото знаеме дека една македонка го примила христијанството. Посебно поглавје представува историјата на Охридската автокефална црква, на Самоиловата средновековна држава, на богомилството, на навлегувањето на крстоносните војници на Балканот, како и османлиското загосподарување со Балканот и со Македонија. Во периодот на најголемиот европски интерес за териториите на Османлиската империја и зачувувањето на нејзината целост, се искристализирало така нареченото источно прашање, како проблем за опстанокот на империјата. Напоредно со тоа, и во составот на источното прашање, се изродило и македонското прашање. Во таа смисла, кога го дефинираме македонското прашање, тргнуваме од сознанијата дека тогаш започнала борбата за ослободување на Македонија од османлиите и за решавање на опстанокот на таа земја, Македонија, како самостоен субјект. Кон крајот на 17-тиот век, поврзано со Карпошевото востание од 1689-тата, австриската дипломатија покажала позасилен интерес да ги поддржи македонците и Македонија и да ги насочи како своји сојузници во борба со османлиите. Во таа смисла познато е дека австрискиот цар Леополд I во неколку наврати се обратил до македонците и до македонскиот народ. Така, во манифестот од 6 април 1690-тата, Леополд јавно прокламирал и ги повикал сите народи населени низ Албанија, Сербија, Мизија, Бугарија, Силистрија, Илирија, Македонија и Рашка, кои стенкаат под турски јарем, да земат оружје против турците за спас и ослободување и за напредок на христијанската религија. Императорот им дава таква наредба на австриските власти да го земат по заштита Македонија и македонскиот народ. Во заштитното писмо од 26 април истата година пак, царот повторно се обраќа до македонскиот народ. Со ова известувам дека двајца македонци, Марко Карида, роден во Косана, и Димитрија Георги Поповиќ, роден во македонски Солун, ни изложија колку македонскиот народ, поради почит кон нашето најправедно дело, а со жар и ревност кон нашата служба, со сериозна намера е склоно да премине од преголемиот турски јарем под наша заштита, доколку му биде дадена нашата милост и сигурно покровителство.
Поради тоа, согласно со нашата вродена добрина, милостиво го прифаќаме и го примаме под наша царска и кралска заштита, љубезно препорачувајќи им, поединечно и на сите наши воени заповедници, да не го напаѓаат спомнатиот македонски народ, ниту да му причинуваат непријатности, туку според силите, секогаш и во секоја околност да го заштитуваат, бранат и да му помагаат. Македонија и македонците беа можеби единствените на оној османлиски Балкан кои во текот на 19-тиот век не добија отворена подршка, па дури не добија ни никакви симпатии од страна на големите сили. Продорот на македонското селенство во градовите почнува да го променува изгледот на градовите. Започнува да се јавува потребата од образование на првите занечиски деца, на оние кои се вклучуваат македонци во трговијата, занечиството и така натаму, така што се појавуваат и никулците на првата преродба во Македонија. Значи, во составот на источното или така нареченото турско прашање се изродило и македонското прашање. Тоа најмногу се актуализирало кон втората половина на 19-тиот век. Големите сили се уште не го поставуваат, нити се заинтересирани за Македонија. Воопшто можеби постои некој интерес од страна на Русија и другите христијански држави да го заштитат христијанското население од одделни насилства на отомански, односно турски големци или од власта, но нема политичка некаков програма, нити пак дипломатски интерес. Руската и австро-унгарската дипломатија се состанале во Рајштад, Чешка, на 8 јули 1876 со цел да се избегнат меѓусебните судири и да ги зачуваат своите интереси во империјата. Така, на познатата Рајштадска спогодба, меѓу другото се предлагало Румелија, односно Македонија, да може да стане автономна држава, односно независно кнежество. Меѓутоа, ова прашање не било земено под внимание, затоа шесте најсилни, најпознати европски големи сили од Царевград во декември истата година се состанале и на таа Царевградска конференција донесле меѓу другото заклучок на Босна и Херцеговина, на Бугарија, Албанија и на Македонија да им се даде автономија. Предлогот за автономија на Македонија се дискутирал и на Цариградската конференција во декември 1876, затоа што со воведувањето на устав во Османлиската империја пропаднал тој проект, на Будимпештанската тајна конвенција во јануари 1877 година се предлагало дека Бугарија, Албанија и остатокот на Румелија би можеле да станат независни држави. Тоа значи, се давала можност за создавање на македонска држава, именувана во конвенцијата како Румелија, така што Македонија во голема мера се разграничувала од своите соседи и се третирала на ист начин како Бугарија и Албанија. Меѓутоа, по руско-турската војна, со прекројувањето на картата на Балканот на мировниот договор во Сан Стефано, руската дипломатија инсистирала на создавање на голема или Сан-Стефанска Бугарија со Македонија без Солун во нејзините граници. Ну, прежде всего, хочу сказать, что когда славянские народы на Балканах мечтали или об освобождении от турок, или мечтали о развитии своей культуры, или мечтали о развитии своей государственности, они прежде всего смотрели на Россию. Тогаш руската дипломатија предлагала руските војски да навлезат и во Македонија, а во неа да биде назначен за граѓански комесар првиот руски конзул во Битола Михаил Хитрово. Создавањето на голема или Сан-Стефанска Бугарија со Македонија во нејзините граници предизвикало силна лавина незадоволство кај европската дипломатија. Руската дипломатија, Игнатиев, Горчаков, Шувалов и Гирс ги коригирала своите претензионистички апетити кон Македонија, поради што предлагала на земјата да ѝ се даде автономија. В основе позиции России было все же не организация вот этой войны, не
разделения Македонии, а именно создание здесь какого-то автономного объединения в рамках Османской империи или же независимой для последующей возможности как-то улучшить жизнь местного населения. Во врска со македонското прашање пак, француската дипломатија предлагала на Македонија, Тесалија и на Епир да им се даде автономија. Грчката дипломатија и бугарската не се искажале поводу за македонското прашање, меѓутоа српската дипломатија се искажала дека ако не може Македонија да се присоедини со Србија, на Македонија да ѝ се даде автономен статус. Српската дипломатија допрецизирала, ако Македонија не може да се приклучи кон Србија, да ѝ се даде автономна управа со христијански гувернер. Најповолно за Македонија и за решавањето на македонското прашање предлагала австро-унгарската дипломатија. Таа предлагала создавање на автономна македонска област, во која би бил вклучен и Солун. Начело на новата автономна држава, која ќе се вика Македонија, би застанал австрискиот генерал Гаврило Родиќ од хрватско потекло. Овие предлози за автономна или самостојна Македонија сепак на Берлинскиот конгрес во 1878 се ревидирале. Со ревизијата на Сан-Стефанската спогодба се предлагало Македонија и натаму да остане во границите на Турција, а со членовите 23 и 62 во неа да се воведе административна автономија. Со тоа, европската дипломатија си поиграла со судбината на Македонија, затоа што предлогот за автономија на Македонија од Берлинскиот конгрес никогаш не се спровел во дело. Со тоа се тргнало македонското прашање од дневен ред. Сепак, иако македонското прашање било смрзнато, тоа тлеело, никогаш не било симнато воопшто од историската сцена. Напротив, тоа било присутно и зрачело во одделни средини и во мислите на бројни значајни личности кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Голем број европски политичари, дипломати и угледни личности пројавиле интерес за поддржување или афирмирање на Македонија како самостоен и одделен субјект. Најголеми поддржувачи и афирматори на Македонија кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се неколку чешко-словачки интелектуалци и учени луѓе. Поддршката доаѓала од земјите во кои пред околу 1000 години се посеало православното и културно-просветно семе на македонските просветители, светите Кирил и Методиј Солунски. Тука на прво место ја спомнуваме афирмативната заинтересираност за Македонија од Јан Колар, Јозеф Добровски, Шафарич, Нидерле, Хрон, Ковакс, Иречек, Мареш и други. Еден од поддржувачите на Македонија и човек кој уште од крајот на 19-тиот век бил свесен за постоењето на посебноста на македонскиот народ е Карл Хрон. Во таа смисла, чехот Карл Хрон на научно аргументиран начин го докажал самобитниот развој на македонскиот народ и на македонската народност. Полемизирајќи со Стефан Верковиќ и со Спиридон Гопчевиќ, македонологот Карл Хрон дошол до убедување дека македонците не се ниту срби, а уште помалку бугари, ниту по својата историја, ниту по својот јазик. Тие се потомци на оние словенски племиња кои што го населиле Балканскиот полуостров уште долго пред српската и бугарската инвазија и кои што после тоа не се измешале ниту со една од овие нации. Што се однесува до македонскиот јазик, Хрон заклучил: македонскиот јазик, според своите сопствени закони за развитокот на гласовите, како и според своите граматички правила, формира еден сопствен јазик.
Во студијата Народноста на македонските словени од Виена 1890-тата, Хрон дава кус осврт на историјата на Македонија низ вековите. Чешкиот општественик Фредерик Ковакс во книгата Неприпитомениот Балкан во врска со македонското прашање Македонија и македонците забележал: населението е мешавина на народи со мнозинство словени. Македонските наречја, идиоми, не припаѓаат ниту кон српскиот, ниту кон бугарскиот јазик. Србите го нарекуваат македонскиот јазик јужносрпски. Грците тврдат дека македонците се само славоговорни, тоест грци кои зборуваат славјански јазик, а бугарите тврдат дека македонците се чисти бугари. Македонците самите не се прашани за своето мислење. Во основа, ова е приказната за Македонија. Коска на раздор меѓу соперничките соседи, борбено поле за туѓи војни, злоупотребувана од потребите на другите. Во врска пак со револуционерното движење и основањето на ВМРО, Ковакс запишал: во есента 1893 студенти и учители ја основаа во Ресен, мало градче во Западна Македонија, ВМРО. Целта и беше да се бори за ослободување и целосна независност на Македонија. Тој го опишал знамето на организацијата со паролата смрт или слобода, меѓу друго тој ја искажал и заклетвата на организацијата дека врз света книга Библија, револвер и сабја, тие што сакале да станат членови на организацијата давале заклетва дека ако не служат на интересите на организацијата и ако при тоа некој од нив ја издадат, со оваа кама и со револвер да бидат и погубени. Символот и беше црно знаме која означува робство под Турција, а преку навезен надпис во бело. Членовите требаше да се заколнат врз Библија, кама и пиштол со следните зборови: дека се колнат во својата вера, свест и чест, дека ќе се борат за слободата на Македонија, со сета своја сила и можности, и дека никогаш нема да ги предадат тајните на револуционерната борба на ВМРО. Ако сторат такво нешто, да бидат убиени од оваа кама која ја бакнуваат. Амин. Чешкиот историчар Константин Иречек обрнал внимание и на историјата на Македонија и на минатото на македонците. Тој му пишува на Љубомир Милетич дека късметот го напушти македонското дело, дека темни облаци се појавуваат кон Македонија, а особено од делбите на Македонија на Букурешкиот договор по Балканските војни, Иречек жали за неумното дело и дека отпорано се испуштила шансата за автономија на Македонија, која ќе најдеше најголема подкрепа кај сите големи сили. Најдоследен следбеник на Франц Миклошиć и на Ватрослав Јагиć на катедрата за словенска филологија на Виенскиот универзитет во поново време, од 1968 станал најпознатиот македонистички интерпретатор Франтишек Вацлав Мареш. Неговите афирмативни зафати за Македонија се однесуваат на популаризацијата на македонската филологија од постари времиња до крајот на 20 век. Тој толку убаво го зборуваше македонскиот јазик, толку убаво имаше навезено во македонскиот акцент, во македонските тајности, што прекрасно зборуваше македонски. Поготоа, многу убаво ги владееше глаголските, кирилските ракописи, кои што палеографски особености на тие ракописи кои што беа пронајдени од него и публикувани. Неговите богати и автентични истражувања и публицистичка дејност, меѓу другото, се однесуваат на специфичностите на македонскиот јазик, палеографските особености на старите македонски глаголски и кирилски надписи и ракописи и друго.
Поради своите експанзионистички претензии кон топлите води на протоците, кон Солун и воопшто кон Медитеранот, а со тоа и кон Македонија, во одредени периоди доста конзервативна и контрадикторна била руската поддршка на Македонија, особено кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Заставили люди, которые сочувствовали южным славянам, в том числе македонцам, русские люди заставили начать эту войну, собирали деньги, собирали пожертвования. И вот так вот в истории такой редкий случай, абсолютно бескорыстный, на мой взгляд, войны за освобождение своих братьев. Сепак, одделни руски учени личности афирмативно се искажале за Македонија и македонците. Во таа смисла, најдобра поддршка за Македонија, македонците и македонскиот јазик дал разностраниот руски славист од бугарско потекло Петар Драганов. Како резултат на неговите бројни научно-истражувачки потфати за македонското прашање, Драганов дошол до извориштето на македонските национални стремежи за посебноста на македонскиот јазик, фолклорот, етнографијата, историјата, литературата и културата на македонскиот народ. Петар Данилович Драганов не е само пријател, туку првиот и најсериозниот проучувач на Македонија, македонскиот јазик, македонскиот фолклор, македонската историја и култура, македонските стари ракописи. Тој е фактички учителот на Крсте Мисирков. Во главниот град на Русија, Драганов веќе го имал подготвено за публикување зборникот под наслов «Материјали за етнографијата, статистиката и диалектографијата на современата македонска провинција». Зборникот во 3 тома, наречен и Македонска енциклопедија, бил завршен во прва верзија уште во Солун. Овој материјал излегол во печат како Македонско-словенски зборник, во кој Драганов ја докажува посебноста на македонската култура, јазик и народ. Откако на Драганов му се оформува свеста за посебноста на македонскиот јазик и за самостојноста на македонскиот народ, тој станува најревностниот и најобјективниот проучувач на македонската историја, етнографија, јазик, култура, писменост и воопшто посебноста на македонскиот народ во 80-тите години на 19-тиот век, а имено дека македонскиот јазик представува посебен јужнословенски јазик и дека македонците се одделна народност и националност на Балканскиот полуостров. Во книгата «Земја на раздорот» Александар Амфитеатров напишал: «Во Македонија не е решено прашањето на народноста и тешко кога и да е ќе биде задоволително решено. Ако им се верува на Гопчевиќ и на Јастребов, во неа речиси нема бугари, сите се срби. Ако им се верува на Офејков и на Милјуков, воопшто нема срби, сите се бугари. Поверојатно од се е дека имаме работа со совршено самостојна гранка на словенството, преодно меѓу бугарското и српското. Но сама по себе, таа гранка е недоволно значајна за да се извојува слобода и да ја претвори во државна единица. Следствено, се едно како ќе се реши прашањето за нејзината националност, таа е лишена од можноста да живее, така да се рече, самата за себе, проколната е да служи како политички материјал, директно за соседите, преносно и индиректно за Европа, која ги раководи соседите. Истакнати културно-просветни и општествени личности од Русија по Илинденското востание застанале на страната на поробениот македонски народ. Таков е случајот со Лав Толстој и со Максим Горки, кои ја дале својата согласност да соработуваат во издавањето на албум за Македонија и за македонскиот живот. Таа дејност ја покренал кружокот на македонските студенти во Москва.
Во врска со тоа, давајќи ја својата согласност во екот на општите симпатии што се изразувале во Русија во полза на македонската кауза по Илинденското востание, во својот одговор Толстој ги израдувал македонците со своите симпатии за несреќна Македонија. За жал, тие идеи не се реализираа во тоа време, но важен е фактот дека такви разговори со него имаше и дека прашањето за Македонија не му беше туѓо. Други руски учени личности кои се занимавале со македонското прашање и со Македонија се Виктор Григорович, еден од првите странски лингвисти кој ги воочил јазичните разлики меѓу македонскиот и бугарскиот јазик и кој го поттикнувал Димитрија Миладинов да напише граматика на македонскиот јазик. Познато е во нашата национална историја неговата средба во домот на Димитрија Миладинов. Тој слушал, ја натерал неговата мајка да му пее македонски песни. Дошол до сознание дека македонскиот јазик се разликува од бугарскиот јазик. Па дури го натерал познатиот Димитрија Миладинов да напише граматика на македонскиот јазик. И Димитрија Миладинов се запетил со таа активност, меѓутоа пишувајќи го зборникот, а потоа завршувајќи во Цргатскиот затвор, не успел ова идеја да ја реализира. Григорий Илински, кој се занимавал со кирилометодијавистика, со неуспехот на Виенската програма за реформите во Македонија и друго. Иван Аксаков, кој ги советувал македонските студенти во Русија да го одделат македонскиот литературен жаргон и да го зачудат светот со својата независност. Иван Аксаков е човекот што имаше доблест во 70-тите години на македонците да им рече отворено: зошто не го прифатите македонскиот јазик како свој литературен јазик, да ја обновите македонската црква, Охридската архиепископија, и со тоа да се изделите од соседите кои претендираат за некакво историско наследство. Иван Кашинцев, кој во книгата Македонци и македонското прашање дава објективни сознанија за настаните во Македонија. Никодим Кондаков, кој Македонија ја представил како одделна историска и етнокултурна целина, особено во публикацијата Македонија археолошко патешествие. Пјотр Лавров, кој меѓу другото го разгледува македонскиот јазик рамноправно како член на словенското семејство на јазици. Александар Башмаков, особено во книгата Бугарија и Македонија, и други. Мошне скромна е поддршката на Македонија и афирмацијата на македонското прашање на полската научна мисла. Полскиот истражувач Ромуалд Пражевалски во неколку своји написи и предавања, како и во други прилики, го актуализирал македонското прашање и македонското национално револуционерно движење. Тој се восхитувал од Македонија и од убавините на земјата, но не заборавил и да го спомене значењето на Македонија за словенството. Според него, Македонија е родината на светите браќа Кирил и Методий Солунски, кои им го донесоа на словените писмото заедно со светата евангелска вистина.
Хрватскиот и австро-унгарски научник Ватрослав Јагиќ пројавил голем интерес за книжевно-филолошките, политичките и просветно-културните прилики во Македонија од втората половина на 19. век. Оно што е многу важно, што го кажува Ватрослав Јагиќ, е дека токму по голема заслуга на Климент Охридски, словенското население во Македонија на некој начин постигнало голем напредок во културен поглед, но и во националните особености, но и со својата питомост, вели тој, во однос на населението од источниот дел на тогашната бугарска држава. Во своите дела, особено во Македонскиот проблем, се согледува дека тој ја глорификува акцијата на Австро-Унгарија и на Русија за реформите и воопшто политиката на статус кво во Македонија, особено по 1897 година. Упорно бранејќи ја австро-унгарската политика во Македонија, тој дури верувал во иницијативата на австро-унгарскиот конзул во Битола за подготвување на македонска граматика за потребите на македонските училишта. Идејата за автономија на Македонија кај Ватрослав Јагиќ созреала дури по крваво задушеното Илинденско востание и делбите на Македонија по балканските војни. Неговиот ученик Ватрослав Облак во периодот 1891-1892 оди на теренско истражување во Македонија, значи врши диалектолошки истражувања на македонските дијалекти во околината на Солун. Во својот капитален труд Македонски студии од Виена 1896, словенечкиот и австро-унгарски научник Ватрослав Облак меѓу другото се задржува најмногу на проучувањата на народните говори во Македонија, а врз основа на неговите теренски истражувања од 1891 и 1892 североисточно од Солун. Врз таа основа Облак аргументирано ја образложил неговата поставка за потеклото на старословенскиот јазик. Значењето на неговата мисија во Македонија, како резултат на неговото дело, е конечното разјаснување на прашањето дека од Македонија потекнува јазикот на светите браќа Кирил и Методиј Солунски и на словенската писменост. Општо земено, и Ватрослав Јагиќ и Ватрослав Облак не се значајни само по тоа што го представуваат и го проучуваат македонскиот јазичен материјал, туку и правилно го толкуваат и го афирмираат, така што со нивните проучувања тие во значајна мера придонесуваат токму тој македонски јазичен материјал да не може да биде избегнат во понатамошните славистички проучувања. Тогаш, значи, почнува тоа влијание на Бугарија и именување на голем дел од македонските словени во бугарски словени во Македонија. Обидот на македонското граѓанство за возобновување на Охридската архиепископија во 1873 и 1874 врз македонска национална основа, а според предлогот на солунскиот валија Митхат Паша, не успеал. Голем број од македонските црковно-училишни општини и македонското граѓанство во своите антиекзархиски и антигрчки изливи побарале решавање на македонското црковно прашање преку унија со Римокатоличката црква. Имено, немајќи друг начин, преку унијата се појавила поширока платформа со мощне прецизен план за создавање автокефална македонска национална црква. За да ја спречат таа акција, бугарскиот екзарх Јосиф и рускиот дипломат Игнатиев го испратиле во Македонија, во Солун, бугаринот Петко Рачев Славејков, за да го елиминира тоа движење. Оној народ кој што има посебна црква е и признат да биде именуван како посебен во империјата, бидејќи оваа империја не признава народи, туку признава вери. Во врска со тоа, Славејков регистрирал: мислата за обнова на Охридската архиепископија во моментов е најраширена овде во Солун. Тука се кројат планови, тука се собираат запалените глави.
но тоа постепено се шири и во Северна Македонија. Најдобро би било ако гроф Игнатиев ја посети Македонија, бидејќи населението чувствува скриена надеж дека само од Русија може да дојде спасот. Освен тоа, Славејков уште забележува: за ова време, додека сум во Македонија, јас го констатирав тоа што од порано го знаев и за кое пишував пред 3 години. И тогаш, како и сега, како и пред 20 години, стануваше збор за македонското прашање. Во разговор со некои македонски патриоти, разбрав дека ова движење, кое само пред неколку години беше гол збор, сега е јасна, прецизирана мисла. Македонците не се бугари и тие упорно настојуваат без оглед на цената да се здобијат со своја одделна црква. За нас е добро што го има ова пишување од страна на Славејков, иако е македонофоб, иако се користи со многу нешта, меѓутоа ние доаѓаме до почетоците на нашата природба и до вистинските луѓе кои што ја прават таа природба. За ширењето на идејата за обнова на Охридската архиепископија врз унијатска основа помагаат француските и австриските конзули, кои ветуваат целосна заштита пред турските власти и пред прогонувањето. Оваа македонска културно-национална програма, но и духовно-национално ослободување на македонските епархии преку Унија, Славејков ја прецизирал како македонско движење, имено дека треба да се разбере како независно и национално црковно ослободување на македонците. Со други зборови, Славејков го предупредил екзархот: Ваше блаженство, тука има еден момент со важен политички карактер. Сепаратизмот се шири од црковна на поширока национална основа. За убавините, богатството и развојот на Македонија во средината на 18-тиот век, српскиот патриарх Василije Бркиć пишува: Земјата е убава, доста плодна и изобилна, како со леб од секакво семе, така и со вино и овошје. Низ цела Македонија се раѓа памук, на некои места житни, градинарски култури и свила, а насекаде тутун. Има премногу овци, коњи, добри и големи, и секаков друг добиток за јадење. Има премногу бистри реки, а воздухот е чист. Оскудица со леб не може да биде никогаш. Секогаш во неа може да се најде пченица и рж. Луѓето во неа се убави, како и во секоја богата средина. По основањето на Српско-македонското друштво во Цариград во 1886-та, тоа во својата програма имало предвидено издавање на весник Македонски глас на македонски јазик, возобновување на Охридската архиепископија како автономна црква која би била зависна од патриаршијата, но под покровителство на Белградско-Карловачката митрополија, во која би се наоѓале сите македонски епархии, употреба на македонскиот јазик со користење на српската азбука и друго. Таа платформа ја прифатил и поддржувал српскиот политичар и обштественик Стојан Новаковиќ, за да ги истисне екзархијата, бугарскиот јазик и бугарското влијание во Македонија. Од целокупната активност на Стојан Новаковиќ можеме да забележиме дека тој во подоцнежниот период контактира и формално надворешно поддржува и други македонски дејци, всушност мислејќи дека македонскиот сепаратизам кој што веќе незапирливо се пројавува
ќе може да го искористи за навлегување на тоа српско влијание и за потиснување на бугарското влијание. Меѓутоа, во оние моменти кога забележува дека тој процес на афирмирање на македонската посебност, тој македонски сепаратизам веќе зафаќа широки граници, широк обем, тој веќе сериозно го ревидира својот став. За таа цел, во извештајот до српската влада од 22 ноември 1902 година се има искажано за Македонија со следниве зборови. Македонскиот сепаратизам се стреми кон посебно политичко и културно организирање на Македонија, независно од културните и политичките центри во Софија и во Белград. Во случајот, Македонија, која би добила некакви автономни права, тие мислат дека со нив треба да се оди до отцепување на црквата од бугарската екзархија во Цариград и организирање посебна црковна управа под заштита на Цариградската црква, онака како што беше во Србија и Романија пред Берлинскиот договор, и подигнување на македонскиот дијалект во државна и литературна употреба со фонетски правопис за да се избегне употребата на бугарскиот јазик. Врз тие основи, врз посебна црква, врз посебен јазик и врз посебна автономна организација под заштита на султанот и патријархот би се засновала идната автономна организација на Македонија. Во тој контекст, британскиот амбасадор во Цариград, Оконор, дури имал двочасовна средба со султанот Абдул Хамид II, при што сериозно го предупредил дека османската држава доколку сака да го задржи редот, мирот и стабилноста во оваа провинција, треба да спроведе сериозни реформи кои што се блиску до автономија на Македонија. Франција е прва несловенска и неправославна земја која покажала интерес и спремност да го проучува, но и да го афирмира македонското прашање и Македонија. Впрочем, француската општественост се информирала за настаните и за тешката состојба на македонскиот народ под турска власт од своите дипломатски представници, а потоа и од бројните информации добиени од патеписците и кореспондентите. Тие свој сознанија за Македонија, македонците и воопшто за македонското прашање, француската дипломатија ги обелоденила во познатата француска жолта книга. Најголем француски афирматор и поддржувач на Македонија, македонците и македонското прашање во тоа време е истакнатиот француски публицист, политичар, научник, балканолог и хеленист Виктор Берар. Автор на бројни статии и книги поврзани со историјата на Турција, Грција, Балканот и Македонија. Покрај ова, покажува особен интерес за динамитните атентати што се случуваат во Солун 1903 година, или ние како што ги знаеме солунските атентати. Овој настан, кој што нема само своји реперкусии во османлиската држава, конкретно во градот Солун, тоа е настан кој што е проследен во едно пошироко европско милје, и самиот Берар пишува за овој настан во весникот Париски преглед. Берар забележал: тие не сакаат нивната Македонија да стане исклучив плен или жртва на која и да е народност. Туку сакаат и настојуваат во неа сите нации да можат да живеат една покрај друга. Наоѓајќи се среде мали држави и изолирани од грците, бугарите и србите, според Берар, македонците сакаат и нивната Македонија да послужи како сврзна нишка меѓу различните нации и јазици, а трговијата на градот Солун, мислат тие, ќе ги поврзе со една царинска унија сите интереси на целиот Балкански полуостров. Во врска со тоа, Берар прецизира: затоа не треба да се сомневате во искреноста на македонските комитети, кои ни изјавуваат дека тие не мислат да се присоединуваат ни кон која било од малите држави, туку дека имаат желба да ја видат Македонија преродена, а дека им е сон една Балканска конфедерација.
Жан Жорес, деец на француското и меѓународното социјалистичко движење, оратор од голем формат, редактор на весници, народен пратеник, автор на дела, меѓу другото зборувал во полза на ерменското и на македонското прашање. Го крева својот глас против насилствата кои се вршени врз македонското и ерменското население од страна на османлиските власти. Според Жорес, би можело и да не се интересираме за ерменската опасност која е далечна азиска опасност. Но ете тоа истото преку неодменливите комуникации ни се приближува и стана македонска опасност во самото срце на Европа. За нас тоа е праведна казна и голема лекција и искрено посакувам таа да не доаѓа предоцна. И францускиот социјалист и обштественик Панагиотис Пол Аргијадес се занимавал со македонското прашање. Во моите истражувања дојде до сознание дека тој е од македонско потекло, но можете рано отишол во Франција и тој ние го регистрираме како француски научник. Тоа најубедливо го илустрирал во статијата Македонија, каде што меѓу другото запишал: малите држави, грчката, бугарската и српската, спорат за приграбување на Македонија, служејќи се со сите видови докази, шовинистички и историски, измислени за потреба на нивните интереси, при што не се забележува дека ако се базира на историската вистина, побргу Македонија треба поправо да ги поседува сите тие земји кои сакаат да ја голтнат, зашто таа самата порано ги владеела и господарела над нив. Тој докажувал дека и србите и бугарите сакат да ја завладеат, и грците да ја завладеат Македонија, меѓутоа македонците не се ни срби, ни грци, ни бугари, тие си имаат свој јазик, своја историја. Според Аргијадес, решавањето на македонското прашање не се наоѓа со право ниту во поделбата на Македонија, тоа ќе биде од друга страна штета за една таква земја, ниту во завладувањето на една од државите што лакомат за неа, и тоа ќе биде неправедно, туку во нејзината полна независност и нејзината апсолутна автономија, со една федеративна влада на нејзините провинции и децентрализација и најапсолутна комунална автономија, за да можат комуните моќно да действуваат на секој начин во однос на образованието и јазикот кој ќе сакаат да ги воведат во училиштета. Македонците не ги сакаат тие галења што можат да ги задушат. Тие сакаат да си останат македонци, без друг епитет, за да ја зачуваат за себе својата убава Македонија. Други француски учени луѓе што афирмативно се занимавале со Македонија и со македонското прашање се Ами Буе, кој ги осветлил геолошките градби на територијата на Македонија, потоа де Струнел де Констан, Дени Кошен, Франсис де Пресансе, Пол Рерол, Анатол Лероа Болие, Теофил Дел Касе, Рибо, Пьер Кијар, Жорж Бери, доктор Жан Лорис Меликов, ерменец од руско потекло, а на школување во Париз и други. Во врска со македонското прашање е поврзана дејноста на комитетот кој се конституирал на 26 април 1903 со присуство на над 4000 луѓе во салата на театарот Фосати во Милано, кој свечено ја започнал својата дејност со голем митинг на кој зборувале мнозина познати имиња на тогашниот културен и научен свет на Европа. На 7 мај 1903 се одржал исто така подготвителен собир и во Рим, а на 10 мај 1903 во Дженова. На манифестацијата во Рим, под председателство на Анатол Франс, се зборувало за масакрите во Ерменија и во Македонија, со апел колежите во Ерменија и Македонија да престанат. На митингот во Рим, италијанскиот представник Пјетро Мацини меѓу другото истакнал: италијанскиот народ, кој долго години поднесуваше тиранија и угнетување, не може да ја заборави неодамнешната и славна гарибалдиевска традиција. Затоа денес, тој е со сето срце со вас во врска со македонското и ерменското прашање. Според Мацини, во Италија постоело движење на чело со синот на Џузепе Гарибалди, и ако утре италијанската дипломатија не го стори она што го сака народот, она што ние го сакаме, ние ќе се собереме и ќе појдеме да помогнеме на Македонија. На тој начин би можеле повторно да ги видиме херојските дела. Ќе мораме да ја видиме црвената кошула на Гарибалди.
Познатиот германски канцелар и творец на обединета Германија, Ото фон Бисмарк, ја доразвил тезата за германската експанзија во Турција и воопшто на исток. Може да се забележи дека доминантно влијание на овој простор, особено во Османската империја, почнува да зазема Германија, кој што длабоко продира во Османлиската империја со својот капитал и таа ја превземе генерално улогата на доминантен заштитник на османската целост на Балканот. Во документацијата на Берлинскиот конгрес, под негово раководство, тогаш заживеал проектот за создавање на автономна Македонија. За жал, членовите 23 и 62 од одлуките на Берлинскиот конгрес, во кои меѓу другото се предлагале реформи кои наликувале на некаква автономија на Македонија, никогаш не заживеале. Михајло Пупин е роден во 1854 година во Република Србија, а дел од неговите предци имаат потекло од Македонија. Основно училиште завршил во родниот крај, а потоа продолжил да учи во Прага. Разочаран од образованието во Прага, Пупин одлучил да го напушти овој град и во 1874 година со брод од Хамбург заминува за Америка. Михајло Пупин на почетокот на 20. век во САД станал еден од 400-тините најпознати луѓе. Тој стекнал светска слава со своите иновации што овозможиле пренесување на човечкиот глас и на телеграфските пораки на неограничена далечина, што било и останало од епохално значење. Заради неговата љубов кон Македонија, почнал кампања во САД за запознавање на тамошните политичари со македонското прашање. Пупин лично пратил писмо до американскиот председател Вудроу Вилсон во кое ги објаснил границите и етничките карактеристики на Далмација, Словенија, Истра, Банат, Меѓумурје, Барања и на Македонија. Во 1922 со несебично залагање на Михајло Пупин, а преку американската мисија во Србија, на што туку основаната битолска богословија Свети Јован Богослов и била испратена помош од 70 кревети и 500 јадра платно Американ. Големата љубов на Михајло Пупин кон Македонија и кон Охрид се огледа и во големите донации во црковни ѕвона за повеќе цркви во Македонија, како и во основањето на повеќе фондови за помош на сиромашното население. Димитар Благоев е родум од Загоричани, Костурско. Во март 1885 година Благоев е уапсен и интерниран во Бугарија, каде што започнува со издавање на весник, а подоцна и се вклучува во политичкиот живот на Бугарија. Како македонец, а од позиција на бугарски политичар, ги бранал интересите на Македонија и на македонскиот народ. На почетокот на 20. век, Димитар Благоев во бугарскиот парламент ја дава неговата најпозната изјава за народноста на македонците и за големо бугарските апетити за време на Балканските војни. Која историја? Таа ли која вие ја фалсификувате? Таква историја ние не признаваме, бидејќи целите на војната не се за никакво обединување на бугарското племе, туку за бугарска хегемонија на Балканот. Поточно да се завладеат местата што и се неопходни на бугарската буржоазија, за да може да излезе на големите водни патишта и на Егејското море. Ако сте вие убедени дека во Добруџа живеат бугари, дека во Моравско и во Македонија живеат бугари, дека во Сер, Драма и Кавала се бугари, зошто тогаш се плашите од формулата на рускиот цар мир без анексии, без обештетување и со право на народите на самоопределување? Ако сте убедени дека некаде има бугари, нека се спроведе референдум и да видиме што ќе кажат. Зошто кревате врева? Значи несигурни сте, значи има нешто што ве тревожи. Има некои области завладеани од вас, кои ако се подложат на референдум, ќе ви се измолкнат од рацете. Бисмарк мощно мудро заклучил: кој ја има долината на Вардар, тој го поседува и Балканот.
Данскиот кореспондент на весникот Национал Лиденте, Франсис де Јансен, пред Илинденското востание бил жив сведок на повеќе настани. Во врска со тоа, тој пишува: Од она што го видов во Македонија, најдлабок впечаток ми направија борбите во Могила. Со влегувањето во селото научив дека една чета од 20 комити, вооружени со манлихерови пушки, влегла во селото да си бара храна. Издадена од шпиони, четата била заобиколена од 300 турски војници. Ја ограбувале куќата, комитите, знаејќи каква судбина ги чека, запеале патриотски песни, чии рефрени ги слават оние кои се жртвуваат за слободата. Подробно опишувајќи ги масакрите што Аскерот и Башибозукот ги направиле во Могила, Јансен забележал: Тие не се разбойници, ниту злосторници, ниту дивјаци, туку интелигентни, образовани луѓе, представници на моралната сила на земјата, луѓе во се подобни како нас, кои се жртвувале за една повозвишена идеја. Ако тоа, кое тие го извршиле, не се нарекува херојство, тогаш јас не ја разбирам смислата на тој збор. Антон Драндар се школувал во Виена, во Лајпциг и во Будимпешта. Во своите дела, Положбата на христијаните во Македонија, Лајпциг 1867, Турската администрација во Македонија, Лајпциг 1869, а особено во книгата По повод на едно движење во Македонија, издадена во Брисел во 1900, Драндар мошне компетентно се занимавал со Македонија и со македонското прашање. Драндар заклучил: жителите на Македонија не сакаат да бидат присоединети ни кон Бугарија, ниту кон Србија, ниту кон Грција. Тие силно сакаат да живеат човечки живот во една автономна земја. Нивната парола е Македонија на македонците. Работени преку нејзиното картографско представување во рамките на Европска Турција се дело на Киперт. Други германски научници кои се занимавале со македонското прашање се Густав Вајган, Херман Вендел, кој сметал дека македонското словенско население не биле ни бугари, ни срби, туку македонци, Хенрих Гецлер, кој ја осветлува историјата на Охридската патриаршија, односно архиепископија и други.